Јас ќе кажам добро утро на нашиот гостин пред се и на мојата драга колешка Искра, а на гостин е доктор Фадил Беџити, специјалист по анестезија со интензивно лекување во Аџибадем Систина. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добро, фала. Да се опуштиме малку вака пред разговорот, добри ли сме? Така, добро, фала. Ке зборуваме за анестезиолошка подготовка на пациент со болест на митралниот залисток на срцето. Ке појасниме сега, ке знаеме зашто станува зборот во разговорот. Прво што го прочита насловот. Така, нели? Согледно тоа што малку е подолг. Ти благодарам, Слободанка. Докторе, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што дојдовте, што одвоивте малку од своето работно време да им појасниме на нашите гледачи, кои што исто така се пациенти за оваа проблематика од гледано од агол на анестезиолог, така? Да. Но, во насловот веднаш имаме некои непознати зборчиња, барем за мене, а вие сте овде токму затоа да не едуцирате, па јас би започнала што представува, односно што е митралниот залисток или митрална валвула, така ми рековте. Да. Па вака, значи митралната валвула е една од 4 валвули на срцето, односно срцето е поделено на 4 шуплини, на 2 предкомори и 2 комори. Има, значи, лева предкомора, лева комора. Значи, митралниот залисток е баш на ова место, значи, ја поделува левата предкомора со левата комора. И што е функцијата на митралната валвула? Значи, главната функција на митралната валвула е да обезбеди лесно и безбедно поминување на крвта од лева предкомора во лева комора и така крвта да продолжи, значи напред. И исто така, значи да обезбеди, значи крвта да се затвори за време, значи кога да не се врати крвта од лева комора во лева предкомора. Значи таа е главната функција на митралната валвула. И заради тоа, значи поради тоа, значи имаме и проблемите што се појавуваат кај патологијата на митралната валвула е баш, значи, поради оваа причина што може крвта да се врати назад и да направи, значи, нормално. Што значи безсмислено да ве прашам колку е значајна, така? Очигледно без нејзиното функционирање знаеме до што може да доведе. Многу е важна митрална валвула, значи ние може да видиме значи колку е важна кога се нарушува нејзината функција. Кои се болестите? Што Две се главни болести на митралната валвула и тоа е митрална стеноза и митрална регургитација. Митралната стеноза е значи патологија со покроничен карактер. Значи се развива со време, треба време. Додека митралната регургитација може да биде хроничен карактер, може да биде и акутен карактер. Значи дека кај акутен карактер на митрална валвула нормално треба побрзо да се интервенира и да се реши проблемот, значи со митрална валвула. Добро, доколку не дојде до итна интервенција, до соодветно третирање, до што може да доведе тоа? Види, значи ако не доаѓа до итна интервенција на ваква патологија, нормално, значи пациентот најпрво како сите, значи симптоми на срцево заболување и исти симптоми, скоро исти се и кај митралната валвула, кај митралната болест. Така што нормално пациентиве првично требало да имат значи како промена во ритмот на срцето, може да имат значи градна болка, после тоа значи може да имат проблеми со дишење, не може да дишат адекватно и на крај може да настане значи и смрт ако не се интервенира било што, значи првично нормално со терапија и после тоа значи следи и оперативен зафат. Да навлеземе сега во вашиот дел. Што подразбира оваа анестезиолошка подготовка за пациентите секако кои што боледуваат? Видете, значи нашиве пациенти се тешки пациенти. Значи еден пациент што е болен, значи има проблем од валвуларен карактер или проблем со срце, нормално, значи тие пациенти се тешки. И тие се пациенти што значи долго време се следат, се покриени значи со различна медикаментозна терапија. И нормално, значи на крај доаѓа до оперативен зафат. И за да стигне до тука, нормално треба добра проценка,
на пациент, за да може значи пациентот да нормално да има бенефит од операцијата и пред тоа да издржи значи операција. Кои се чекорите? Да, предоперативна подготовка, значи почнува кај пациент нормално прво значи пациентот би требало да оди редовни контроли на кардиолог, се следува и кога доаѓа времето, значи дека више пациентот не може со медикаментозна терапија да продолжи, се решава значи за хируршки зафат со пациент. И оваа подготовка значи е многу битна за добра подготовка на пациент за интраоперативно како ќе ни оди и нормално и за постоперативни компликации. Прво ќе почнеме значи со нормална подготовка како анестезиолог. Ние битно значи пациентот првично ние анестезиолошка проценка на пациент. Кој што значи подразбира, значи почнуваме ние со едно нормално ЕКГ кај пациент, после тоа значи детална лабораториска анализа кај пациентот и анестезиолошка анамнеза. Значи тоа подразбира дека детално прашување, значи изземање на информации од пациентот за патологиите што ги имал досега, значи болестиве што ги има, терапијата што зема, тоа е многу битно. Претходни операции дали имал нешто компликации од претходни операции. Кардиолошки, значи нормално треба значи и да имаме кардиолошка контрола детална, за да не имаме еден куп информации нормално за да процениме значи со каква анестезија би одел пациентот и овакво да имаме темелна проценка на пациентот. Зошто ни се битни овие информации да ги земеме од пациент? Ни се битни за да имаме по-безбедна операција и по-безбеден пациент, значи постоперативен пациент. Нормално, нашите пациенти примат многу лекарства, многу лекови и така што ние мора да имаме детална информација од тој аспект. Ни доаѓаат пациенти значи со нормално со доста антиаритмици, што значи ова патологија дава многу промени значи во ритмот на срцево. Ни доаѓаат со антикоагулантна терапија, со антихипертензиви. Најчесто пациенти ни се диабетичари, што треба исто да контролираме ние, значи и диабет, да контролираме гликемија колку ќе биде, за ние да го донесеме пациентот во некоја оптимална состојба за нормално он да помине што подобро значи во операцијата. Колку што разбрав, коригирайте ме ако не сум во право, коронографијата како дел од цела оваа процедура е на Фондот на здравство, така? Да, коронографијата е една, значи е во протокол како предоперативна подготовка на овие пациенти, како што значи е кардиолошка проценка, значи со ехо што се прави кај нас, значи нормално прво се прави со трансторакално ехо, ако значи има потреба и трансесофагеално ехо се прави, значи и се прави нормално, значи точна проценка за каква операција ќе биде, значи предоперативно, не да се чудиме после значи во сала што се дешава како што може. И нормално значи во овој протокол предоперативен спаѓа значи и коронарографијата. За среќа на нашите граѓани, коронарографијата кај пациенти што треба значи да имат оперативен зафат на валвули се покрива од здравствен фонд во нашава болница. Тоа е значи добро. Значи пациентиве не плаќаат ништо за ова. Добра вест во сето. Да. Сега, докторе, очигледно постои строг протокол како се ги подготвувате пациентите за една ваква интервенција, но за жал секогаш постои ризик. Да. Кои се евентуалните ризици кои што може да настанат за време на интервенцијата? Види, има нормално, значи постои ризици, не е лесна работа. Значи операција на срце е значи многу комплицирана работа и затоа значи ние морам да кажам, значи нашава работа е тимска работа. И секој човек што работи кај нас, значи на кардиохирургија има значи многу значајна улога. Еден да ти фали,
било од доктори, од среден персонал, болничари, физиотерапевти, перфузионисти, значи работава нема да оди како што треба. Така што и компликациите, значи од оваа интервенција може да бидат значи до животозагрозувачки. Затоа значи ние припремата најчесто нормално значи ние компликација од крварење, постоперативно или интраоперативно, пошто нашите пациенти земат доста антикоагулантна терапија, се покриени значи за превенција нормално на тромбози, на било што, значи таква е патологијата и заради тоа не ги спремаме предоперативно и препораката е наша, значи пациентиве да прекинат со антикоагулантна терапија, значи најмалку 3 дена пред интервенцијата нормално, ако дозволува ситуацијава, например кај хроничниве пациенти, значи треба да се прекине антикоагулантната терапија за да не имаме ваква компликација интраоперативно. Може да настане, например, значи интраоперативен инфаркт на миокард, тоа исто е лоша, значи да речеме компликација. Но генерално ние се значи како се справувате со овие, да речеме, компликации со овие? Види, значи ние више значи имаме доста искуство, да. Секако, да. И може да ги предвидите на некој начин? Да. Тоа е најдоброто, значи што може да се предвидат. И ако не може да се предвидат, значи може да се интервенира брзо. Пошто нашиве пациенти се да речеме максимално мониторирани. Тоа е добро. Значи, од внес на пациент во операциона сала, прво се стават електроди за ЕКГ. Ние прво имаме увид на пациент, значи како изгледа ритмот, дали има нешто, некои промени, дали има некое влошување предоперативно. После тоа следи, значи ставаме ние артериска линија, што следиме, значи крвен притисок у секунда мериме. Значи у секоја секунда ние следиме како се варира крвен притисок. Нормално висок крвен притисок може да настане значи доста големи компликации или да ти биде наеднаш значи притисокот и тоа е. После тоа значи по сите овие параметри и по анестезиолошката, значи пред анестезиолошката проценка ние решаваме со каква анестезија ќе почнеме. И од тука, значи кога ги собираме сите овие информации, почнуваме значи со анестезија, генерално значи нашите пациенти се со тотална интравенозна анестезија, значи заспиват, се интубират и се поврзуваат со механичка вентилација, значи пациентот не дише више. И после тоа, значи исто се става еден централен венски катетер, ние кажуваме, значи тоа е на врат и тоа оди директно значи во срцето и со тука значи поврзуваме лекови што може да даваме директно и да интервенираме, значи ако нешто имаме некоја промена во притисокот во срцето и во било што. Каква е вашата улога како анестезиолог во постоперативниот период, откако ќе заврши целата таа процедура? Па види, улогата на анестезиологот е сегде, значи кај што има операции е многу битна, како предоперативна, интраоперативна и постоперативна. Значи битно е нормално ова што го кажав, значи предоперативна припрема, интраоперативно, значи што е многу сложена работа и постоперативно исто следување на пациентот е многу битен. Значи пациент кај нас после операција се изнесува во интензивно лекување, кое генерално се води од анестезиолози. И нашите пациенти значи се изнесуваат со седација. Значи оние спијат, не ги будиме значи во операциона сала како што е како другите операции, значи мора да ги изнесуваме така значи под седација и да ги следиме, да видиме нормално да ги следиме да немат некоја постоперативна компликација. Кога ние значи ќе процениме дека пациентот е стабилен, постоперативно немаме некоја компликација, тогаш прекинуваме со седација и почнуваме да ги будиме. Значи ова функција е на анестезиолог. Значи ние мора да ги следиме сите параметри постоперативни, да нема нешто некоја компликација, да нема некоја постоперативно крварење, влошување на хемодинамиката, што викаме ние, значи тоа на притисок, на ритам, проблеми со дишење, ние управуваме исто со респиратори, значи така што значи ние многу сите Кои се вашите совети, ваши и на вашите колеги за пациентите во постоперативниот период? На што најмногу треба да внимаваат?
Па види, И каков период е тоа за нив после тоа? Па види, периодот, постоперативниот период на пациенти со оперирана митрална валвула е така малку подолг, пошто не е лесна интервенција, Значи, и трпение да, треба. и трпение, да. Така што нашите пациенти треба малку рехабилитација, значи постоперативна, подолга. Ние сега, значи, имаме добра бројка на добри пациенти што се излечени и нормално ние, значи, ги водиме сега пациентиве до сега, значи на 5-тиот ден ги пуштаме дома. Тоа е добро, значи и брзо и нормално. Значи ние кога пациентот е више спремен за дома, значи дека он може вака да речеме способен да извршува неговите физиолошки потреби, све како што треба да стане, да се движи и така. Нормално, тоа не е крај, да, внимателно, значи тоа не е крај на лечење. Затоа имат, значи, прва контрола после 7 до 10 дена, имат втора контрола после 1 месец, тоа све се следува. Значи од кардиолог, наш кардиолог, значи се следи, да нема некоја изливе, да нема некоја пореметување, некоја проблем постоперативно. И уствари рехабилитацијата кај овие пациенти трае до 3 месеци. Да почнат оние да полека да си имат нормален живот, дури нормално и поквалитетен животот од претходно, пошто сега мислам дека е решен проблемот. Така. Доктор, јас многу ви благодарам, но за самиот крај сакам малце нешто од забавен карактер да ве прашам, со оглед на тоа што често пати вие сте првиот лик што пациентите ќе го видат кога ќе се разводат, сигурно има секакви реакции. Кога се будат, нели, по некогаш и подолго време, што најчесто прво велат? Каде сум? Кој сте, не знам, што кажуваат? Најчестата реплика. Ние понекогаш, значи, од многу обем на работа, значи, не објаснуваме детално на пациенти што ги очекува постоперативно. Значи, ама на пациенти што им се објаснува, значи, што те чека постоперативно, значи сите знаат, кога отворат очи прво, ќе видат некој тубус, значи, на уста. И така, значи, и нормално прво не можат адекватно да дишат, па ќе му објасниш дека полека, операција си опериран, добра е помината операција. И така што оние полека значи се враќаат во реалноста. Значи не можат веднаш да изреагираат, така. И нашите пациенти не. Нашите пациенти се малку така потешки пациенти, анестезијата кај кардиохируршки пациенти е малку поразлична од тоа кај други анестезии, е многу потешка, не е многу вадење зап, така да не се лажеме. Така што ние и не очекуваме да кажуваат пациентиве. Ние само кога ги гледаме дека оние се будат добро, немаат некоја испадина, речеме, постоперативно, нема некој скрварење, ние сме задоволни. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Секако дека ве очекуваме повторно на некоја друга тема. Слободанка, дали е поминавме оценката? Добри бевме? Да, одлично. Дали кажа господинот доктор дека за прв пат е во Не, јас не сакав да го кажам, но сега отпосле можеме да кажеме, да. Прекрасно. Толку убаво објаснување, секоја ви чест. Јас сум навистина воодушевена. Да не сте можеби од Тетово? Од Тетово. Па тоа е тоа. Се Морам јас да си кажам, да. Се чувствува. Да, благодарам за разговорот и неко после анестезијеве јас ќе ти кажам но од овние полесните операции, наместо да прашам дали сум добра, јас прашувам како сум. Ти да ти кажат како сум. Да. И така. Благодарам уште еднаш, па да се видиме и повторно. Посакувам.